Подобар здравствен систем, социјална заштита, стабилен пензиски фонд. Владата го опоравува системот. Во изминатите 4 месеци се донеле значајни одлуки за подобрување на здравството. Министерот Таравари на трибината 100% посветено за тебе, со фокус на социјалната и здравствена заштита во нашето општество, информираше дека има интерес од доктори кои работат во приватните клиники да се вратат во јавното здравство. До декември ќе бидат вработени 300 приватни специјализанти, а уште 300 следната година. Она што е од значајен интерес за граѓаните е дека е проширена позитивната листа, а се разгледува можноста и за нова. Покрај одлуката за вработување на 600 специјализанти, во тек на оваа година се надевам да овозможиме и вработување на 1200 договорци кои што се во здравството, средно медицински кадар, болничари, хигиеничари, медицински сестри и лаборанти, кои што работат со договор на дело, некои повеќе од 5 години, некои повеќе од 10 години. Мора да се сузбие криминалот и корупцијата за да има напредок во здравството. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски вели дека институцијата сега има сопствен буџет од околу 780 милиони евра, а исто е овозможено намалување на долговите на јавните здравствени установи. Клековски се надева дека со финансиска дисциплина ќе се намалат цените на лековите. Значаен потик беше ребалансот на буџетот, со кој заедно со заштедите се овозможува да се намалат долговите на јавно здравствените установи за околу 2 милиарди денари. Затекната е катастрофална состојба во ПИУ. Покрај лошата финансиска состојба проблем има и со кадровски решенија. Во одредени филијали немало доволно вработени, а во минатото се давало овластување на вработени за работно место за кои не биле квалификувани. За ова институцијата заработила на 400 тужби од вработените. Има и кривични пријави за поранешни директори. Новиот директор најавува модернизација и трансформација на ПИУ. Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ќе биде модерно, ќе се направи модернизација и трансформација на фондот. Во институција која што ќе прерасне респектабилна и која ќе ја гарантира исплатата на пензиите преку и остварувањето на правата на пензии во законските рокови од 30 и 60 дена. Една од најголемите болки на родителите е долгото чекање за упис на децата во градинка. Министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани вели дека се работи на доизградба и изградба на 15 градинки, со што ќе се зголеми капацитетот за 1397 деца. Не значи дека ние, ако инвестираме, сето тоа зависи од нас. Че мора и општините да кооперираат, да соработуваат со нас во овој дел и со нив да планираме кои ќе бидат новите нивни барања и новите нивни градинки што сакат да ги градат во. Инаку до 2028 се планирани на 25 нови градинки, а покрај капиталните инвестиции се работи на зајакнување на стручниот кадар во градинките.